На 10 декември Прилеп ќе биде домаќин на едно навистина уникатно шоу наречено Прилеп Спешал шоу, каде што ќе присуствуваат фризери, бербери и козметичари од цела Македонија. Оваа манифестација е во организација на секцијата на фризери, бербери и козметичари од Прилеп, а наш соговорник е токму председателот на оваа секција, Крешимир Здравески, кој што ќе ни каже повеќе околу ова шоу, која што ќе може да го види прилепската публика, па можеби ќе има гости од другите градови кои што ќе сакаат да уживаат навистина во уникатен настан. Во старт не може би, туку ни се веќе најавени и потврдени сите можни гости од цела Македонија. Пред се ви благодарам што се вклучивте во промоција на овој наш настан. Овој настан е за градот и пред се за Република Македонија. Прилеп Спешал шоу се одржува за прв пат и дефинитивно веќе се донесе одлука дека ќе биде и традиционален и идната година и веќе на меѓународно ниво. Меѓутоа се вратиме на годинашниот. Прилеп Спешал шоу ќе се случи, како што напомнам, на 10 и 12 оваа година во ноќниот клуб VIP со почеток од 16 часот и на него ќе настапат и ќе се представат 12 групи од цела Македонија, значи буквално фатена е цела Македонија, сите наши колеги фризери, бербери, козметичари и шминкери. 12 групи ќе се представат секој со свое специфично шоу и впрочем темата на годинашниот Прилеп Спешал шоу е одбравме All Around the World, што значи секаде на светот. Пошто нашата фела функционира и работи секаде на светот, за нас нема граници, за нас нема нација, за нас нема вера, ние сме една единствена нација, таа е фризерската нација. И затоа секој наш град македонски, нашите представници од градовите македонски ќе се представат со културата и модата од една светска метропола. Така како за пример ќе ви насочам од пример групата од Велес ќе се представи со Лас Вегас, Охрид ќе си представи убавините и модата на својот град Охрид, тоа е впрочем и нашата метропола, а за останатите нема да откривам детали за да биде поинтересно шоуто. Рековте дека секој 12 групи, секој ќе се представи со своje, дали има волонтери кои што би може да се пријават да учествуваат во тие настани или не? Вака, значи 12 групи, да напомнам многу битен податок, значи вкупно Прилеп Спешал шоу, ова првото издание, нашето првенче, имаме вкупно потврдени 200 учесници од цела Македонија. Тоа е бројка на која може и цел Балкан да ни завидува и ова е настан, впрочем, кој прв пат се случува на новие простори и во Македонија и пошироко. Конкретно, рековме дека ќе вратиме фризерската фела на она ниво каде што заслужува. Со тоа ќе ти дадам одговор за волонтери на сцена и во шоуто. Не, затоа што фризерите овој пат ќе докажат какви се големи професионалци и какви се големи способности има во нас и ништо не оставаме на случајот. Значи се мора да биде претходно подготвено со припремени фризери, козметичари, со припремени кореографии, сценографии, со припремена музика, со припремени асистенти на сцена, а волонтерите ќе ни помагат во организацијата како и секогаш, а сите останатите ќе ни бидат удостоени како гости. Рековте дека да ја вратите на вистинското достојно место оваа професија. Каде се наоѓа сега? За жал не е на она место каде што треба да биде. Зошто? Пред се да не звучиме во принцип да ја префрлиме топката секогаш на друга страна, како и многу други работи. Јас ќе си признам и ќе си дозволам да си кажам дека голем дел од вината имаме самите ние фризери. Таа наша вина под наводници да ја наречам е доста добро зачинета со недобри распореди на законските регулативи, законските нормативи, со нормативите на општо се зборувам и за сите занаети, значи иста е проблематиката, образовниот систем и ред други работи. Просто кажано со речник да можат сите да не разберат, се изборичкаја сите работи, не се знае кој е калфа, кој е чирак, кој е мајстор, не се знае кои се релевантни институции за тоа сето да го потврда тие квалификации наши и затоа во соработка со другите секции од другите градови на состаноци сите се согласивме дека ова горчлив проблем и впрочем затоа Прилепската секција овој пат реши начело со мене да направиме една фризерска револуција
и сите тие промени да ги отпочнеме на наш фризерски начин, со Прилеп Спешал Шоу, онака како што ние знаеме, и ова да биде увертира за веднаш од 11 декември, ден после настанот, да започнеме со решавање на овие наши глобални проблеми. Кои се најгорливите проблеми кои што ја мачат оваа фела? Беве вака, прво, значи, се уште за жал имаме работење на црно. Први горчив проблем. Втор проблем, конкретно селектирање на кредити за самовработување. До сега, од сега како ќе биде, не знам, се надевам дека ќе биде подобро, меѓутоа иднината ќе покаже. Се уште немаме валидна институција и комисија кај која може да се полага за мајсторски испити во Македонија. За жал, 26 години самостојна држава, немаме полагање на мајсторски испити. А секаде во низ светот и низ Европа, мајсторските испити од Република Македонија се признаени. А ние немаме институција каде да ги положиме. Друг горчив проблем е, има доста пропусти во законот за нечиство, значи огромни пропусти. Исто така проблеми големи ни се селекцијата од страна на некои институции, фирми со кои што соработуваме, не фер начини на работа, начини на плаќања и многу други работи. Тука исто така горчив проблем недоволна едукација на фризерите. Значи, недоволната едукација носи кон неквалитетно работење, а тоа неквалитетно работење сноси последици и кон општеството, сноси последици и кон собирањето на даноци, впрочем, на подмирувањето на обврските и кон сите сфери на едно работење кои треба да ги има една фирма. И овде ќе скратам, бидејќи ако продолжам, ќе си го расипам расположението за Прилеп Спешал Шоу. И најголемиот, најбитниот проблем, за жал сме единствена земја во светот што немаме се уште фризерска федерација на Република Македонија. Со тоа немаме воопшто право да настапиме на европски светски првенства, а имаме екстремно квалитетни фризери, екстремно квалитетни шминкери, што кај да отишле во светот од секаде добивале награди, меѓутоа само на отворени првенства, на званични европски и светски првенства, Македонија е хендикепирана во тој поглед. Рековме дека со оваа тема ќе продолжиме после вашата фризерска револуција која што ќе ја направите на 10-ти. Дали влезот во ноќниот клуб VIP ќе биде слободен за публиката или ќе се наплаќа влезница? Па секцијата на фризери, бербери, козметичари Прилеп, како и секогаш и овој пат ќе направи се само за широката маса да биде презадоволна. Тоа значи дека влезот во ноќниот клуб VIP за следењето на Прилеп Спешал Шоу ќе биде тотално бесплатно и на него ќе ве забавуваат Александар Блажевски, DJ Јове и DJ Дејан Ефтинџиевски, на кој многу им благодарам што ја прифатија нашата покана и да не удостојат со нивната забава. Значи, бесплатна забава, бесплатно гледање на шоу што досега не е видено овде и за кое сум убеден дека ќе се зборува до наредното издание. Ќе те замолам да ми дозволиш да ги споменам и моите колеги од секцијата кои се најактивни во поглед на оваа организација. Тоа се уште 11 мои колеги кои на исто рамниште буквално сите работиме, се со цел оваа манифестација да истераме на највисоко ниво и како град домаќин и како фела ЕСНАФ. Тоа се Андријана Крстеска, Миријана Миленковиќ, Ане Пасковска, Игор Дурланов, Сузана Релушковска, Емилија Костадиновска, Дарко Костадиновски, Кристина Дургутовска, Афродита Лиовска, Студио Кикини се вклучи во нашата фела, Зоран Бошковски и мојата маленкост уште еднаш. Уште еднаш честитки за целата оваа организација и еве ги покануваме сите љубители на ваквите шоу од цела Македонија да дојдат и да присуствуваат на 10 декември во Прилеп на Прилеп Спешал Шоу.